Очитувани представници на медиумите, на овој прес ќе се обидам во кратки црти да ви ги пренесам активностите на општина Маврово и Ростуше во изминативе 6 месеци од кога сум начело на истата. Имено првично со превземањето на власта на локално ниво, сериозно се зафативме со јакнење на капацитетот на општинската администрација, како и решавање на инфраструктурни проблеми на територијата на целата општина. Превзедовме активности за промоција на самата општина како туристичка дестинација. Во тој правец беа изработени пропагандни материјали кои ги отсликуваат како природните убавини, така и културното наследство кое го поседува нашата општина. Тука треба да се споменат пред се Маврово тур, трка со велосипеди околу Мавровското езеро, која оваа година се одржа за прв пат. Исто така Реканското културно лето, како традиционална организирана манифестација која што веќе 5-6 пати се одржува. Потоа првата ликовна колонија, денот на одгледувачи на овци и кози, како и поставувањето на знаци за одбележување на сите населени места на територијата на општината. Во делот на инфраструктурата превзедовме активности како што се реализиран и пуштен во употреба дел од водоснабдителниот систем за село Скудриње, завршен проект за изградба на нов резервоар за вода во село Требиште, во завршна фаза е проектот за целосно преуредување на плоштадот во село Ростуше, изградено спортско игралиште во село Маврово за потребите на основното училиште Денче Дејановски, изградба на резервоар во село Жировница, проект кој што е во тек, изградба на водоснабдителен систем во село Болетен, до изградба на водоснабдителен систем во село Никифорово, исто така проект кој е во тек на реализација. Пуштен во употреба е уредено речно корито во село Велебардо, проект реализиран во соработка со Фондот за води на Република Македонија. Подготвена е документација со цел реализација на проектот амбуланта во село Скудриње, едно од најголемите села во оваа општина, кој има и потреба од ваков објект. Кон крај е и постапката за отпочнување со градба на спортската сала Зачука, проект на владата на Република Македонија. Во делот на образованието превземени се повеќе активности, и тоа извршено е комплетно реновирање на училиштето во село Нистрово и на училиште во село Сенце, проект кој чини околу 1.200.000 денари, од кои 600.000 денари се средства од Министерството за образование, а другите 600.000 од општината. Со поддршка на УСАИД, преку ПЕП проектот во основното училиште Ѓорѓи Пулевски во село Ростуше, инсталирана е опрема за парно грејење и сменети се старите прозорци. Пред влезот на основното училиште Блаже Коневски во село Аџиевци изградена е платформа за потребите на училиштето. Реконструирани се и уредени 2 училници за потребите на гимназијата во село Ростуше. Во делот на комуналните надлежности на општината превземени се активност за решавање на дел од фекалната канализација во село Јанче со набавка на одводни цевки и друг потребен материјал. Целосно реконструкција на уличното осветлување на територијата на целата општина и отпочнување со тековно оддржување на истото. Во соработка со јавната установа Национален парк Маврово и италијанските невладени организации УКОДЕП и ГВЦ, добиена е донација во висина од 42.000 евра во контејнери и трактори за потребите на комуналното предпријатие, а со оваа донација се создадоа услови за отпочнување на работа на комуналното предпријатие во собирање на цврст отпад на територијата на целата општина и управување со водоводните системи, а со тоа и санирање на сите диви депонии на територијата на општината. Превземени се во добар дел активности околу остварување на контакти во дел на меѓуопштинска соработка и направени проекти во тој дел со општина Центар Жупа и прекугранична соработка со општини од Република Албанија и Република Бугарија. Благодарам. Да, манастир Свети Јован Бигорски. Вака јас како градоначалник на повик на монасите, пошто добро стоиме, постојано сме во контакт со отец Досите и посебно, уште во 5 часот са бајлето се бев на лице место со директорот на Националниот парк
и презевме моментално активности околу организирање на гаснењето на пожарот во дел, повикавме локално население и друго. Потоа првиот ден одма, значи, пристапивме кон помош на братството во храна за тој ден. Исто така и помош во бела техника, фрижидери во вредност околу 1000 евра, ние истиот ден тоа го сторивме. Покрај тоа околу 14 часот свикавме и вонредна седница на Советот, на кој што донесовме повеќе одлуки, кои што ние ги дадовме тогаш. Утре имаме, во петок имаме седница на Совет на кој што ќе донесиме одлука за помош во материјални средства. Мислам дека дали 200 или 300.000 денари ќе одобриме во старт. Така да во тек откако се почна со санација на дел на материјалов за отстранување на шутот кој што се предизвика со опожарувањето на конаците, максимално бевме ангажирани во помош со луѓе. Доаѓа од повеќе села секој ден, луѓето што доаѓаа беа организирани од наша страна. Потоа имаме тракторчиња кои што со собирање на цврст отпад од комуналното предпријатие, тука беа веќе 10 дена на располагање. Ангажирана локална механизација во дел на багери и така од приватни фирми, сето тоа одеше преку нас и евентуалните трошоци што ќе ги побараат луѓево ќе ги покриеме ние. Мислам, стоиме во добра координација со монасите од манастирот и навистина ценам дека помагаме, а посебно може да се вратите до монасите, тие навистина ќе го кажат тоа како колку сме ангажирани. Благодарам.